Американската компанија Johnson Controls има најмногу вработени од сите странски инвестиции во државата, но платите се најниски. Ова го покажало истражувањето на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи во рамки на проектот Влијание на странските инвестиции наспроти економскиот раст. Johnson Controls од Штип, која што има 1499 вработени на крајот од 2014 година и каде што просечната плата земена за оваа година изнесува скоро 12.000 денари. Во однос на вработени е најголема по која што вработува од странските директни инвестиции во рамки на технолошко-индустријските развојни зони. Во однос на просекот на плата има понизок просечна плата од другите компании. Во истражувањето биле вклучени 9 странски инвестиции во државата. Заедно тие вработуваат 9617 лица, а минатата година исплатиле 30 милиони евра за плати. Сепак, младите истражувачи се уште немаат податоци колку државата им дала на нив. Немаме се уште достапност до државната помош која што има дадено во вид на парична помош за странските директни инвестиции. Договорите може да се видат во Комисијата за заштита од конкуренција за сите компании кои што добиле државна помош, но се во XX суми. Разговори сме со државните институции за да ни ги дадат тие податоци со цел да направиме кост-бенефит анализа за оваа тема. Освен истражувачите, во проектот како експерти се вклучени и асистенти и професори од Економскиот факултет при УГД. Од наш аспект, од Економскиот факултет како доценти и како професори, правиме првин теоретска анализа на кој начин влијаат странски директни инвестиции општо во земјите во развој и во Република Македонија, потоа се осврнуваме и детално во однос на нивното влијание во македонската економија. Наскоро Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи ќе објави податоци за целокупниот извоз на компаниите, како информации околу висината на ослободувањето од данокот на додадена вредност.